Добро вечер, драги мои. Јас сум Ангела, а вие го следите најновото издание на забавната емисија Магазин Плюс. Верувам дека денес вака празнично успеавте да се одморите, можеби и прошетавте, а сега ова попладне е наменето за одмор, забава и релаксација. Затоа верувам дека сте пред малите екрани во овој момент и заедно со мене во следниве 30 на минути ќе ги проследите сите оние содржини кои се наменети токму за вас. Денешното издание го започнуваме на тема кафе. За многумина од вас, талогот од кафето нема никакво значење и веднаш, откако ќе го испиете кафето, шолјата ја ставате онаму каде што е местото. Но откако ќе ги слушнете алтернативните употреби на талогот, верувам дека повеќе нема да го правите тоа. Во продолжение, слушаме некој од нив. После уживањето во шолја ароматично кафе, талогот секогаш оди во корпата за отпадоци, бидејќи се смета за неупотреблив. Меѓутоа, неговите алтернативни употреби би ви обезбедиле заштеда на време и пари при вршењето на некои споредни работи за себе или за домот. Талогот е одлично решение за чешлање на вашето милениче. Може би звучи чудно, но талогот од кафето помешан со вода може да представува одличен регенератор за расчешлување на вашето домашно милениче. По неколку триења, крзното станува помеко, а влакното посјајно и лесно за чешлање. Некои одат дотаму што велат дека ги отстрануваат болвите и другите паразити од крзното. Меѓутоа, ова се уште не е доволно тестирано и докажано. Дезодоранс за фрижидер. Чувањето на различни видови храна во фрижидерот може да доведе до создавање на многу непријатна миризба. Измешаната миризба можете лесно да ја неутрализирате доколку во фрижидерот ставите сад со талок од кафе и неколку капки екстракт од ванила, кој потоа ќе ја апсорбира миризбата. Пилинг за лице. Триењето на лице со кафе е смешна, но одлична идеја. Кафето го отстранува мртвото ткиво од кожата и притоа го затегнува. Може да ви зачува и лјадници денари. Отстранувач на миризба од чевли. Активните луѓе и миризливите нозе обично одат заедно. Талогот од кафето може да ви помогне да го намалите непријатниот мирис од чевлите. Или пак доколку сакате на вистина да не ви мирисаат нозете, тогаш можете редовно да ги миете со вода и екстракт од кафе. Талогот од кафето помага и за посјајна коса. Секој сака да има блескава и сјајна коса. Некои луѓе фрлаат многу пари само да направат нивната коса да изгледа подобро и да изгледаат посамоуверено. Едноставно и многу поевтино ќе поминете доколку ја протриете косата со талок од кафе. Потоа да почекате неколку минути и на крај убаво да ја измиете. Вашата коса ќе го добие посакуваниот холивудски сјај. Со талок од кафе ослободете се од домашните мравки. Мравките можат да бидат доста досадни, а што е најтрагично тешко можете да се ослободите од нив. Но за некое чудо, мравките не го сакаат мирисот на кафето. Па затоа, за да не ви причат, најдете од каде доаѓаат и запрете ги малите штетници. Боја за сликање. Доколку добро ја измешате смесата, кафето може да ви представува одлична кафеава фарба за сликање на ткаенини или уметнички дела, а во комбинација со кна може да представува одлична боја за тетовирање. Темните кругови околу очите, така наречените подочници, се голем проблем за многумина кои се соочуваат со него. Како се појавуваат овие темни кругови и како да се ослободите од нив? Во продолжение ви нудиме неколку начини и совети за тоа. Ослободите се од темните кругови околу очите. Подочниците и темните кругови околу очите, кои што порано или покасно се појавуваат кај секој од нас, не права да изгледаме уморни и ненаспани. За некои овие непријатни проблеми се секојдневие. Денес постојат различни начини за да се ослободите од нив или едноставно да ги прикриете. Но зошто се појавуваат? Причините за појавата на подочниците и темните кругови се различни. Гените,
Темните кругови околу очите можат да бидат наследни. Ако ве мачи овој проблем, голема е веројатноста и други членови од вашето семејство да го имаат. Изложување на сонце. Изложувањето на сонце, особено во лето, ја прави кожата под очите потемна. Тоа важи и за луѓето со потемен тен. Алергии. Секоја инфекција на очите која предизвикува чешање може да придонесе за образувањето на темните кругови околу очите. Лекови. Сите лекови кои ги прошируваат крвните садови водат до создавање на темни кругови. Тоа е така затоа што кожата под очите е многу тенка и потокот на крв е видлив преку кожата во форма на темни кругови. Исхрана. Строгите и небалансирани диети или недостатокот на витамини и минерали водат до создавање на темни кругови околу очите. Стрес или отсуство на добар сон. Отсуството на добар сон ја прави кожата на лицето да изгледа побледа и затоа крвните садови по тенката кожа под очите се повидливи. Бременост и менструација. За време на бременост и за време на циклусот, кожата на лицето е бледа и крвните садови се повидливи. Старење. Со старењето се зголемува веројатноста за појава на темни кругови околу очите. Во многу случаи, тие остануваат постојано видливи. Но како да се ослободите од нив? Жолта пудра или коректор. За брзо прикривање на темните кругови, користете жолта пудра или коректор, затоа што така се неутрализира сината или лилавата боја на подочниците. Кесички со чај. Ставете на очите кесички со чај. Тие содржат танин кој помага за подуени подочници и за отстранувањето на темните кругови околу очите. Крставица. На сите ни е познато дека крставицата се користи за освежување на кожата околу очите. Поставете 2 парчиња ладна крставица врз очите и оставете ги да делуваат 10 до 15 на минути. Користете крем за очи кој содржи витамин К и ретинол. Темните кругови околу очите може да се резултат од недостиг на витамин К. Денес, многу тестови покажуваат дека кремовите кои содржат витамин К и ретинол значително го странуваат овој проблем. Добар сон. Секогаш обидете се да си обезбедите добар сон. Најчесто на телото му се потребни од 7 до 9 часа сон, но тоа време за одмор варира кај различните луѓе. Здрава исхрана. Јадете здрава и балансирана храна. Пите доволно количество вода и внесувајте ги потребните витамини. Намалете ја солта во исхраната. Големото количество на сол води до задржување на вода на невообичаени места во телото. Како резултат на тоа се создаваат подуени подочници. Консумирањето на многу сол влие и врз циркулацијата на крвта и со тоа крвните садови под очите се видливи како темни кругови. Престанете со пушењето. Освен што пушењето го загрозува вашиот живот, тоа лошо влијае и врз вашиот изглед. Пушењето создава проблеми со крвните садови. Не ги чешајте очите. Најчесто чешањето на очи е предизвикано од алергија, но не секогаш. Независно од причината, престанете да ги чешате очите. Тоа ја иритира кожата и може да доведе до пукање на малите капилари или да предизвика подување на подочниците. Ако сте алергични, лекувате ја алергијата. Многу честа причина за појавата на темни кругови околу очите е алергијата. Денес постојат различни лекови кои што можат да ви помогнат за да ја победите. Луѓето кои имаат алергија често страдаат од недостиг на витамини Б, фолна киселина, B6, B12. Консумирањето на овие витамини може да ви помогне во справувањето како со алергијата, така и со темните кругови околу очите. Спалната соба во домот е просторот кој сите го обожаваме. Тоа е нашето интимно катче. Затоа, многу е важно да ја уредите спалната по свој вкус и при тоа да се чувствувате убаво и пријатно кога ќе бидете сместени таму. Во продолжение ви нудиме неколку совети како да го направите тоа и како да го искористите просторот доколку имате мала спална соба. Вашата спална соба треба да биде удобно и пријатно катче во кое секогаш можете да се повлечите, да се одморите и опуштите. Дури и малечката спална соба, која нема многу простор, може да биде трансформирана во најубавата и најпривлечната точка во вашиот дом, од која ретко кога ќе посакате да излезете.
Еве неколку 9 практични совети кои ќе ви помогнат правилно и максимално да го искористите малиот простор. Избегнувајте темни ѕидови. Светлите и лесни бои или тапети ќе направат собата да изгледа многу поголема отколку што е. Не плашете се да користите несекојдневни бои. Светлите, живите слики, разнобојните завеси или шарениот покривач за креветот можат многу да ја осветлат вашата соба и да го подигнат расположението на секој кој ќе ја посети. Но бидете умерени во боењето и декорацијата. Изберете светло обоен плакар за облека. Честопати, спалната соба служи како место каде ја чувате вашата облека и огромните плакари можат да го зафатат цел простор. Изберете светло обоен плакар за да го зголемите чувството на простор во вашата соба. Уште подобро, доколку имате можност, изберете вграден плакар. Како алтернатива на вообичаениот плакар, изберете вградени плакари во ѕидот. Во повеќето случаи и завесите можат да ја преземат улогата на врати и да ја зачуваат леснотијата и светлоста на овој внатрешен дизајн. За сезонската облека ставете закачалка за најчесто употребувани и носени парчиња. Оние парчиња облека, кои ретко ги облекувате, може да бидат ставени на полици, чија боја се совпаѓа со бојата на ѕидот. Ова е интересна идеја, која не е само што служи како креативна декорација, туку и значително го намалува натрупувањето на облеката во плакарите. Минимализмот е одличен концепт за дизајн на малите соби. Задржете ги само најважните и најфункционалните парчиња мебел во собата и додадете ограничен број декоративни елементи. Ако сте ученик или студент, тогаш ви е потребен и простор за работа. Обидете се да одвоите дел каде ќе го сместите вашето биро, вашиот компјутер, книгите, приборот за работа и слично. Мебелот во собата би било добро ако е компактен и повеќе наменски. Детските соби ќе изгледаат поубаво со светли и разиграни тонови. Во овој случај, користете ги најсветлите и највпечатливите бои, како што се светло-зелената или нежно-виолетовата боја. Двојните кревети се многу ефикасни и ефективни. Кога во собата пристигуваат ведејчиња, тогаш модерните изгледи на двојните кревети се многу удобни и одлични за зачување на просторот. Го нарекуваат балканскиот и европскиот Ерусалим, но истовремено го нарекуваат и градот на светлината. Тој е еден од најстарите градови во Македонија, но и еден од оние кои се најавтентични и најпосетувани од страна на македонските, но и на голем број странски туристи. Веќе знаете дека зборувам за Охрид, а легендата за Охрид ја слушаме во продолжение. Охрид, град во југозападниот дел на Македонија. По Охридското езеро го носи своето име. Охрид и Охридското езеро се едни од главните туристички места во Македонија. Поради големиот број на цркви и манастири, градот е познат како балкански и европски Ерусалим. Охрид е познат и како град на светлината, што представува буквален превод на неговото старо име – Лихнит. Еве како настанала легендата за Охрид и во продолжение како настанале билјанините извори и охридската химна Билјана платно белеше. Легендата за Охрид се прераскажува дека градот го добил името Охрид кога Самуиловите војни, враќајќи се од една тешка битка, изморени и истоштени, качувајќи се по ридот на кој е денешен стар Охрид, извикувале: "Ох, Риде, ох, Риде." Со поврзување на овие два збора настанало името Охрид. Легендата за билјанините извори, за бистрата вода на билјанините извори, народот пропеал многу песни, но само една легенда, прераскажувана до ден денешен, која се поврзува и со настанувањето на Охридскиот чун. Имено, некогаш во дворецот под езерото кај студенчишта живеела вилата Езерка, ќерка на дедо Карорман. Вилата Езерка царувала над езерото и постојано им пречела на рибарите, превртувајќи ги нивните чамци
а уловената риба ја враќала во езерото. Таа била многу завидлива и еден ден ја грабнала убавата мома Билјана, внука на дедо Чун. Ја однала во својот дворец за да си поигрува со неа. Убавата Билјана цела ноќ плачела од тага и низините солзи се претвориле во извори, кои понатаму биле наречени Билјанини извори. Дедо Чун, за да ја победи вилата езерка, направил голем чамец. Од една страна веселале 6 до 7 луѓе, а само еден крамел. Вилата езерка не можела да го преврети овој голем чамец и со него дедо Чун ја спасил убавата Билјана. Така, по дедо Чун, големиот чамец го нарекле Чун, кој по својата лика е единствен на светот. Легендата за охридската химна Билјана платно белеше: во старо време, во древниот град Охрид, живеела приубавата мома Билјана. Таа била толку убава, што сите застанувале да ја погледнат незината убавина. Еден ден отишла мома Билјана кај изворите да го бели платното. Откако го избелила платното во бистрите изворски води, го пружила на белиот песок да се суши. Тогаш, од тука поминал караванот со 20 винари. Водачот на караванот под око ја гледал Билјана. Чудоневиден од оваа божествена убавина, го сопрел караванот пред белото платно. Тогаш мома Билјана им рекла на винарите: кротко терејте караванот, да не ми платно згазите. Овие зборови на мома Билјана се вткаени во оваа преубава песна. А сега ќе прошетаме малку и во Словенија, поточно во нејзината престолнина Љубљана. Љубљана е градот кој се наоѓа на листата на најпосетувани туристички дестинации во Европа. А зошто е така? Кои се нејзините знаменитости? Дознаваме во прилогот. Вашата спална соба треба да биде удобно и пријатно катче во кое секогаш можете да се повлечите, да се одморите и опуштите. Дури и малечката спална соба, која нема многу простор, може да биде трансформирана во најубавата и најпривлечната точка во вашиот дом, од која ретко кога ќе посакате да излезете. Еве неколку 9 практични совети кои ќе ви помогнат правилно и максимално да го искористите малиот простор. Избегнувајте темни ѕидови. Светлите и лесни бои или тапети ќе направат собата да изгледа многу поголема отколку што е. Не плашете се да користите несекојдневни бои. Светлите, живите слики, разнобојните завеси или шарениот покривач за креветот можат многу да ја осветлат вашата соба и да го подигнат расположението на секој кој ќе ја посети. Но бидете умерени во боењето и декорацијата. Изберете светло обоен плакар за облека. Честопати, спалната соба служи и како место каде ја чувате вашата облека и огромните плакари можат да го зафатат цел простор. Изберете светло обоен плакар за да го зголемите чувството на простор во вашата соба. Уште подобро, доколку имате можност, изберете вграден плакар. Како алтернатива на вообичаениот плакар, изберете вградени плакари во ѕидот. Во повеќето случаи и завесите можат да ја преземат улогата на врати и да ја зачуваат леснотијата и светлоста на овој внатрешен дизајн. За сезонската облека ставете закачалка за најчесто употребувани и носени парчиња. Оние парчиња облека, кои ретко ги облекувате, може да бидат ставени на полици, чија боја се совпаѓа со бојата на ѕидот. Ова е интересна идеја, која не е само што служи како креативна декорација, туку и значително го намалува натрупувањето на облеката во плакарите. Минимализмот е одличен концепт за дизајн на малите соби. Задржете ги само најважните и најфункционалните парчиња мебел во собата и додадете ограничен број декоративни елементи. Ако сте ученик или студент, тогаш ви е потребен и простор за работа. Обидете се да одвоите дел каде ќе го сместите вашето биро, вашиот компјутер, книгите, приборот за работа и слично. Мебелот во собата би било добро ако е компактен и повеќе наменски.
Детските соби ќе изгледаат поубаво со светли и разиграни тонови. Во овој случај, користете ги најсветлите и највпечатливите бои, како што се светло-зелената или нежно-виолетовата боја. Двојните кревети се многу ефикасни и ефективни. Кога во собата пристигуваат ведејчиња, тогаш модерните изгледи на двојните кревети се многу удобни и одлични за зачување на просторот. А на самиот крај на денешново издание на Магазин Плюс, драги мои, ви нудиме неколку инспиративни цитати кои ќе ве потсетат за тоа дека секогаш треба да сонувате и да мечтаете, но и да ги исполните своите соништа. Сите имаат соништа и амбиции. Може би сакате да напредувате во вашата кариера, да патувате околу светот или да пронајдете вистинска љубов. Но понекогаш, навистина е тешко да се претворат тие соништа во реалност. Соништата се сепак само соништа и не мора да значи дека ќе ги оствариме по секоја цена. Верувале или не, соништата навистина се остваруваат, но само доколку ги следите. Понекогаш се што ви треба е малку мотивација за да го направите првиот чекор. Можете да најдете инспирација од многу различни места, но денес вашиот поттик нека бидат овие инспиративни цитати, што ќе ве потсетат дека секогаш, баш секогаш треба да ги следите вашите соништа. Ако можете нешто да сонувате, тогаш можете и да го направите. Не мора да ги видите сите скалила за да го направите првиот чекор. Променете го животот денес. Не коцкајте се со иднината. Дејствувајте денес, без одложување. Паднете 7 пати, но станете 8-миот пат. Движете се самоуверено во насока на вашите соништа. Живејте го животот што од секогаш сте си го замислувале. Никогаш не е предоцна да станете она што сте можеле да бидете. Смислата на животот не е да се пронајдете себе си. Смислата на животот е да се создадете себе си. Иднината им припаѓа на оние кои веруваат во убавината на нивните соништа. Никогаш нема да бидете премногу стари за да си поставите нова цел или да сонувате нов сон. За да постигнеме големи нешта, не треба само да дејствуваме, туку и да сонуваме. Не треба само да планираме, туку и да веруваме во тоа. Драги мои, овде е и крајот на денешново издание на Магазин Плюс. Се надевам дека во ова 30-минутно дружење успеавте да научите нешто ново, да слушнете нешто интересно, но и да дознаете нешто повеќе за легендата на градот Охрид, како и за престолнината на Словенија. Се надевам дека и квалитетно го искористивте времето пред малите екрани, а доколку е така, следната средба ја најавувам за утре, 17 часот, Канал Плюс телевизија. Не менувајте го каналот, а ние се гледаме утре. Поздрав!